А сега да ја отвориме и првата исто така тема во студиото, која што ја најавивме во Македонија на утро, нов предлог закон за сајбер безбедност до крајот на месецов. Се очекува да ја помине владината седница. На оваа тема ќе разговараме во продолжение, но пред тоа да погледнеме и што мислат граѓаните и каков одговор дадоа на колешката Тијана Петреска на прашањето дали се чувствуваат безбедни во онлайн просторот. Во ова модерно време на дигитална ера, се почесто објавуваме информации, но колку всушност од тие наши лични приватни информации и податоци, ние треба да ги споделуваме со секој кој што има пристап до интернетот. Дали користите социјални мрежи? Да. Да, стално. Користам, да. Да. Социјални мрежи понекогаш. Колку од твојата приватност всушност споделуваш на социјалните мрежи? Многу малце. Скоро и, не знам, не споделувам многу. Па не споделувам информации. Дали доколку добиеш некои си информации, односно пораки, податоци, мејлови, фајлови, ти ги отвараш ако се од непозната личност? Не отварам. Се пазам ја. Не верувам. Ако се преку SMS или такво нешто слично, не верувам. Нема да ги отвориме, дека знаеме дека такви луѓе многу постојат и ги има на целиот свет. Не би рекла. Дали вашиот профил е заклучен или пак отворен? Заклучен. А на некој ко апликација ми е отворен, за да можам да го користам, да го играм. Приватен. Си ги знаете ли меѓусебно лозинките, пасвордите од или дали со некого го имате споделено тоа? Не, само со брат ми, дека он ми ги прави. Ти? Па со моите од фамилијата така ги имам. Споделено е само тоа. Приватно само ја знам. Во ова модерно време на дигитална ера, се почесто објавуваме информации, но колку всушност од тие наши лични приватни информации и податоци, ние треба да ги споделуваме со секој кој што има пристап до интернетот. Дали користите социјални мрежи? Да. Да, стално. Користам, да. Да. Социјални мрежи Добри бе одговорите, но ако имаме време ќе ја погледнеме ни уште еднаш анкетата. Иако сакаме да гледаме млади луѓе ќе изанализираме, а сега да се вратиме во студиото. Нели го споменав новиот закон за сајбер безбедност, се очекува на почетокот на јуни да влезе во собраниска процедура, законско решение кое би требало да обезбеди безбедност за целокупното општество. Имајќи предвид колку сајбер нападите се насочуваат кон критичната инфраструктура и колку на удар можат да бидат системите за производство и снабдување со електрична енергија, со закон за безбедност државава ќе го унапредува овој сегмент. Што велат и експертите, но и правниците за предлог законот? Дознаваме токму од нив во Македонија наутро. Имаме еден експерт за сајбер безбедност и еден правник, Божидар Спировски и Мартина Дранговска-Мартинова од Сдруженијето на млади правници. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Мартина, Божидар, со првото прашање и двајцата сакам да ни дадете одговор. Сакам да го слушнем и вашиот став. Што мислите колку е важно сајбер безбедноста да се стави конечно во законска рамка? Да, фала. Сајбер безбедноста мора да биде приоритет за државата и тоа не само на државно, туку и на општествено ниво. А ова значи дека правна рамка која што ќе биде јасна и прецизна е повеќе од неопходна. Еден ваков обид имаше во 2019 година, кога имаше процес за донесување на закон за безбедност на мрежи и информацијски системи, меѓутоа, за жал, процесот не беше доведен до крај. Сега повторно имаме можност да со еден ваков закон прво се усогласиме со обврските што ги имаме како земја кандидат за членство во Европската унија, поточно со директивите НИС-1 и НИС-2. И тоа значи дека би изградил еден систем кој што ќе биде сеопфатен и системски координиран систем за сајбер безбедност. Меѓутоа, уште повеќе ова би значило и дека ќе добиеме подобра заштита на критичната инфраструктура, поточно на институциите. Бевме сведоци во изминативе години колку тие беа на напад, односно колку се соочуваа со сајбер напади. Би ги споменала Министерството за шумарство, Фондот за здравствено осигурување, Управата за водење на матична евиденција, кои што преку ваков вид на сајбер напади доведоа и до закани за граѓаните. Така што би подвлекла дека сајбер нападите врз државните институции не се само клучни за, односно не се само ефектот не е негативен само за нив и за нивното функционирање, туку и за правата на граѓаните. Доколку имаме и дозволуваме да се случуваат вакви напади во отсуство на една прецизна законска рамка, ризикуваме и да се повредат правата на граѓаните, пристапот до нивните јавни услуги да биде
оневозможен и со тоа да се подкопа и правната сигурност во државата. Сепак не е единствено важно да имаме добри закони, затоа што фактите покажуваат дека не е само законот тој кој што недостига, туку недостигаат и капацитети. Последниот извештај на Државниот завод за ревизија укажува на фактот дека институциите не располагаат со доволно обучени кадри, дека немаат тимови за справување со инциденти. И еден еклатантен пример е тоа што Националниот совет за сајбер безбедност, кој што е формиран уште во 2019 година, се состанал досега само еднаш. Ќе ги анализираме сите сегменти, Божидар, што велат експертите во селата. Добро е да се има стап покрај морковот. Законот, јас го поздравувам иницијативата да го направиме овој закон. Овој закон е, како што кажа Мартина, усогласување со низ-2 регулативата, која специфично се фокусира на усогласеност или на урамнотежена дисциплина низ сите критични сектори кои што ќе овозможат државата да преживее подобро, полесно, кога ќе се случи системот како цел, кога ќе се случи сајбер напад. Ова не значи дека секој поединечен граѓанин ќе му биде на лаптопот нешто штитено или правено на социјалните мрежи. Ова е фокусиран, овој закон е фокусиран специфично кон системот. Системот како сегменти, сектори од кои што ние зависиме како граѓани, како луѓе во секојдневниот живот, да биде постабилен и побезбеден. Зошто е добро? Затоа што никој не сака да работи сајбер безбедност од што му се сака. Сите работат зошто мора. Кога има закон, поздравувам, тоа е добро дека порака дека мора. Кои се најчестите, Божидар, слаби точки во однос на сајбер безбедност на системите за производство и дистрибуција на електрична енергија и како евентуален напад на енергетската инфраструктура би се одразил врз поширокото општество? Видовме, имавме една од наша страна можеби едукативен момент, а за луѓето на кои тоа им се случи многу страшен момент, кога Шпанија и Португалија останаа без струја околу 24 часа, ако не се лажам, пред непол месец дена. Целосна блокада. Застана се. Значи не зборуваме дека кога ќе снема струја само ќе се изгасат светлата. Кога ќе снема струја, запира сообраќај, запира авиација, запира телефоните престануваат да работат. Буквално многу работи престануваат да работат. Не велам дека тоа што им се случи на Шпанија и Португалија е сајбер напад, но ефектот кон енергетската инфраструктура ќе биде таков. Најчести ранливости кои се користат глобално, не зборувам специфично за таа инфраструктура, се ransomware, моментално, еклатантно се случува, тоа што ги спомна Мартина, сите беа ransomware, но покрај тоа има и неколку грешки кои што можат многу полесно да се штитат. Лоши лозинки се еден од најчестите вектори, слаби лозинки, рециклирани лозинки, најчест вектор на упад. Многу од такви системи се најдени. Вчера анализирав ситуација на O2, тоа е телеком оператор во Ирска, кој што течел податоци од 2017 година заради лоша конфигурација. Лоша конфигурација е исто многу честа ситуација која ќе биде злоупотребена. Мораме да запаметиме, не е само струјата во прашање. Овој закон го покрива и треба да ги покрива водоводните системи, чиста вода за пиење, канализација, транспорт на храна, производство на храна, финансиски системи, државна, локална и државна власт, затоа што сите тие елементи се дел од тој систем кој што ние како граѓани уствари секој ден ги користиме. Ако едно од овие елементи падне, ефектот е каскаден. Почнуваат да се рушат другите елементи, ние како граѓани сме афектирани сериозно. Мартина, го прочитавте предлог законот, каков е впечатокот на прва? Ве консултираа вас правниците во однос на креирањето на истиот? Ние како Македонско здружение на млади правници не бевме директно вклучени во изработката на текстот на предлог законот, меѓутоа имаме активна соработка со надлежното министерство, тоа е Министерството за дигитална трансформација и секако преку нашата работа и нашите активности насочени кон заштита на дигиталните права, на личните податоци и креирањето на јавни политики, индиректно и директно учествуваме и придонесуваме. Законот го прочитав и секако вака првиот впечаток е дека еден значаен исчекор во тоа да обезбедиме едно систематизирање на сајбер безбедност и подобра координација помеѓу институциите и операторите. Меѓутоа има и клучни слабости кои што ги гледаме од призма на човековите права, особено правото на приватност. Ќе го дискутираме. Да. Так. Сега
Дали е тоа се или имаме да додадеме Ќе го уште нешто? дискутираме реков подоцна правото на приватност, да. Божидар, добро сега граѓаните и со право, нели велат и за овој закон како и за останатите, не ни треба само на хартија, тоа треба да се примени и во пракса и слично. Затоа следствено на ова и прашањето колку домашниот систем во моментов е подготвен и има ли капацитет исто така да се справи со хибридни закани. Еве ние ќе си имаме закон, но самата реализација бара подготвеност, капацитет. Бара време. Бара време. Значи, да бидеме јасни и искрени пред сите нас самите, тоа што ќе се донесе закон, кој што уште е не влезен во собраниска процедура, не значи дека кога законот ќе биде донесен и ќе се објави во службен весник, магично се ќе се среди. Далеко од тоа. Има сектори во оваа држава кои што се дел од овој закон, кои потпаѓаат по овој закон, специфично финансискиот сектор, делом телекомуникацијскиот сектор и некои други, кои се веќе многу напред, кои најголем дел од овие контроли веќе ги имаат воспоставено, затоа што имало друг стап, односно друг закон и друга регулатива која нив ги притиснал тоа да го направат. Остатокот од овие сектори ќе имаат работа, ќе имаат многу работа. Во моментот колку се спремни, ќе можат да кажат само системите за управување со кризи, зошто ова го велам, ќе се навратам на оно што го кажав пред малку, каскада е. Замислете еве за граѓаните кои се помлада генерација, јас сум постара генерација, се сеќавам кога немаше струја. Кога имаше испади на електрична енергија во Скопје, снемува струја. Во тој момент снемува вода над 5 кат во сите згради во Скопје. Снемува парно во истиот момент. Се поставува прашањето дали е лето или зимо, дали има грење или има ладење, бидејќи престанува во истиот момент. Ако 10 часа нема, од прилика 10 часа нема струја, мобилната телефонија ќе престане да работи, бидејќи сите базни станици имаат батерија, ама тие батерии имаат ограничен капацитет. По 24 часа, кај ќе се чува смрзната храна? Како ќе се пече леб? Многу работи стануваат каскадно проблем. И овие елементи со еден ваков закон и со системот кој што треба да го изгради овој закон, ќе испливаат на површина, ќе бидат видливи преку целиот тој систем, преку сите тие организации и сектори што треба да кажат што треба да се направи. Нека е одговорот ќе имаме генератор или што и да е одговорот, ама сега предпоставката дека сите сме добри е само предпоставка. Ќе ни кажат кај сме и тоа е добрата вест во овој закон. Колку брзо ќе се согласиме, моја процена за основно ниво 2 години ќе ни требаат. И при тоа ќе треба многу работа. Хајде малку да го чипнеме моментот со личните податоци, Мартина, сега. Како се вклупува овој закон со постоечкиот за заштита на лични податоци? Како ќе се штитат доверливите информации на операторите со критичната инфраструктура, особено оние кои што ќе треба да соработуваат со државата, и од друга страна, прави ли законот разлика помеѓу државна и приватна сопственост во однос на дефинирањето на критичната инфраструктура? Законот не прави разлика помеѓу приватна и државна сопственост на субјектите кои што ја обезбедуваат таа критична инфраструктура, односно сите оние услуги и системи кои што се неопходни за функционирањето на општеството, како што ги спомна и Божидар, енергетика, банкарство, здравство и така натаму. Тоа се се сектори без кои што ние буквално не можеме да функционираме. И се разбира, сајбер заканите, сајбер нападите не дискриминираат во однос на тоа дали се работи за субјект во државна или во приватна сопственост, така што ова е едно разумно решение. Слабости, како што веќе споменав, има, особено во делот на заштита на приватноста и личните податоци. Тука ние увидовме недостиг на одредби кои што ќе гарантираат една транспарентност, една отчетност во функционирањето на системот. Слаба е улогата на Агенцијата за заштита на лични податоци вака како што е пропишан законскиот текст, а напротив, токму тоа тело треба да биде клучно во сите процеси и да биде вклучено уште од самиот почеток при проценка на ризик, па се до самата практична примена и надзорот над истата. Така што би заклучила дека ни треба систем кој што покрај тоа што ќе се грижи за критичната инфраструктура, ќе води сметка и за правата на граѓаните, односно ќе се обиде да ги заштити, да не биде по цена на безбедност, односно по цена на личните права, односно човековите права, да се добие безбедност. Безбедноста сама по себе е ризик доколку не води сметка за човековите права, тука и правото на приватност. Во однос на доверливите податоци, тука постои загриженост во однос на тоа како ќе се споделува
владуваат од страна на субјектите со државата и тука постојат две крајности како опасност. Едната е дека можеби тоа ќе значи помал дотек на информации за јавноста, односно ограниченост на податоците до кои што може јавноста да дојде, а другата крајност е некое прекомерно следење и надзор од страна на државата, така што ова се вистински ризици на кои што треба да се внимава уште во законскиот текст, односно се превенира низ законски одредби, а понатаму се разбира во имплементацијата. Божидар, колку за сето ова што досега зборувавме ќе биде клучна координацијата и добрата комуникација меѓуинституционална? Суштинска. Целиот овој закон токму тоа го прави, односно тоа е духот на законот. Ќе видиме што ќе направи во реалноста законот. Но духот на законот е да обезбеди униформна комуникација и разбирање што се случува тука, таму и онаму, преку сите овие сектори и глобално помеѓу институциите кои што оперираат интернационално, бидејќи ние не живееме сами, ние не сме Македонија едно облаче од кое нема ништо околу нас. Ние сме дел од интернационален систем. Оваа комуникација е суштинска. Имаме линковско вклучување на оваа тема. Може да слушнеме колешката Вити од Прилеп, па ќе се вратиме на она што го дискутиравме. Иста ни е темата и исто е прашањето. Зошто ни е важно овие закони да ги гледаме како општествени, а не како политички? Затоа што клучна е заштитата не само на системот, тоа е во фокусот на законот, но и на индивидуалецот, на секој од нас посебно. Знаеме ли да го правиме како поединци тоа, Бети? Да, прашањето се отвора и постојано е актуелно, бидејќи сите сме на интернетот, колку сме безбедни, како да се заштитиме, кога комуницираме. Разговаравме со универзитетскиот професор Маријан Ангелески, чија специјалност електронското работење, тргување, кои се најголемите опасности, како граѓанинот да се заштити. И често знаеме една од ситуациите кога станува збор, еве ги спомнавте личните податоци, знаеме да препратиме некому, за побрзо да завршиме работа, сликни ми ја личната карта или трансакцијска или било како, но треба да се внимава колку се безбедни тие комуникации. Разговаравме со професорот да го погледнеме разговорот и како тој ни одговори кои се главните опасности, како да се заштитиме како граѓани со сите податоци и приватност и сето тоа. Да погледнеме. Професор Ангелески, каква опасност не демне кога веќе се приклучуваме на интернет? Знаете како, живееме во едно така наречено дигитално информацијско општество, каде што неминовен е процесот на дигитализација и каде што дигитализацијата и дигиталната трансформација наметна еден нов начин и стил на функционирање и на живење. Се разбира, покрај ваквите придобивки демнат и голем број на закани, кои што колку повеќе сме свесни и колку повеќе знаеме за нив, толку повеќе можеме да ги надминеме и да ги менаџираме истите. 100% не можеме да се заштитиме, бидејќи во секој случај секојдневно се појавуваат нови закани, меѓутоа пак како што реков, колку повеќе знаеме, толку повеќе можеме да придонесеме во надминувањето на ваквите проблеми. Еве некои совети кои што би рекол се во функција на заштита и во функција на подобрување на безбедноста, на сајбер безбедноста, на податоците со кои што денес се неминовни во текот на реализацијата на ваквите дигитални активности. Потребно е да користиме лозинка на нашите платформи, на нашите имейл адреси и така натаму, која што е комплексна. Тоа е многу важно и особено лозинката да не ја чуваме непроменета поголем временски период. Значи, треба од време на време истата да ја променуваме. Второ, да не кликнуваме на линкови кои што доаѓаат од непроверени извори. Било тие да се дојдени линкови преку имейл адреса или пак преку процес на одредено пребарување на интернет, затоа што можат да не доведат до одредени локации каде што ќе не наведат да наведеме одредени информации кои што или податоци лични, кои што после тоа можат да бидат употребени во негативни цели. Исто така не треба да симнуваме апликации, било тоа на мобилните телефони или на десктоп и лаптоп компјутери, кои што исто така се од непроверени извори или пак доаѓаат од некои неверифицирани извори.
Многу важна компонента е бизнисите како исто така да се заштитат. Бизнисите е потребно да имаат одредени организацијски процедури кои што ќе ги следат вработените од една страна, а од друга страна редовно да реализираат одредени обуки кои што ќе бидат во функција на подобрување на нивната дигитална писменост и како да се заштитат во сајбер просторот. Друго се наметнува прашањето како и родителите помогнат, посебно околу младите. Околу оние социјални мрежи, кога добиваат закани, кога нивната приватност е изложена, кога се злоупотребени, TikTok меѓу другото. Како тука заштитата да стигне? Токму тоа што го кажав претходно. Денес, кога сме на интернет, ние практично оставаме различни видови податоци на интернет. Дали се тоа лични податоци, или пак се фотографии, или пак се некакви видеа и така натаму. Треба да се биде особено предпазлив кај младата популација, затоа што младата популација е таа која што најчесто е изложена на ваквите закани, може да биде изложена на одредени измами, да бидат злоупотребени фотографиите, да бидат злоупотребени видеата и информациите кои што ги споделиле на TikTok, на Instagram или на било која друга социјална мрежа, и токму заради тоа и родителите, и образовните институции, и државата, еве од неодамна, пред неколку месеци, беше донесена стратегија за сајбер безбедност 2025-2028, кој што навистина представува еден сеопфатен стратегиски документ во кој што дава насока во 5 приоритетни области како ние да направиме дигиталното општество да го чувствуваме, во дигиталното општество, во дигиталната трансформација се чувствуваме побезбедни и на кој начин да се заштитиме при реализацијата на ваквите активности во дигитално окружување. И за крај, сосема кусо, значи, еве стратегија донесовме, многу повеќе ќе треба едукација на секој ниво. Токму така, затоа го спомнав, дури и бизнисите, и образовните институции, и јавните институции, државните институции, сите треба на некој начин да бидеме вклучени во зајакнувањето на свесноста и пак како што реков, колку повеќе знаеме за безбедноста, толку повеќе ќе бидеме безбедни и ќе ги следиме процесите кои што ги носи оваа дигитална трансформација по безбедно. Благодарам, професор Ангелески. Да, ете тоа беше професорот Маријан Ангелески, универзитетскиот професор, и се согласуваме повеќе едуцирани, повеќе да знаеме како да се заштитиме. Секако дигитална ера е и мора да биде побезбедна сета комуникација. Студија. Да, Елизавета, благодариме. Ние се враќаме со гостите во студиото. Уште неколку прашања. Божидар Спировски, експерт за сајбер безбедност, и Мартина Дранговска-Мартинова од Македонското здружение на млади правници. Мартина, зошто е важно овие закони да не се гледаат само политички, туку и како општествени? Апсолутно важно овие закони да не се гледаат само како политички, затоа што сајбер заканите не бираат страна и не е важно на која политичка партија или определба припаѓа граѓанинот. Така што од клучно значење за функционирањето на системот и на достапноста на сите услуги, правата на граѓаните е тоа да имаме правна рамка која што ќе го уреди ова прашање. Така што важно е да се нагласи дека сепак овие закони треба да се донесат во еден јасен, широк диалог, каде што ќе бидат вклучени сите засегнати страни, од експерти до академска заедница, бизнис сектор и се разбира граѓанскиот сектор, со цел да има еден инклузивен пристап и систематизирано да се регулираат сите прашања кои што се важни во регулирањето на оваа сфера. И Божидар, во текот на целиот разговор и од вас и од Мартина проведуваше моментот дека треба да се подготват капацитетите за да може да се спроведува во пракса, и тоа нема да биде ниту лесно, ниту едноставно. Чекаме до крајот на месецот законот да помине владината процедура па да влезе во собраниска, тоа значи дека веќе однапред треба да се размислува во однос на спроведувањето на истиот во пракса. Што ни треба сега и веднаш во однос на капацитети за да може да се спроведува во пракса? Залудно го имаме на хартија ако не можеме да го видиме и практично. Сега и веднаш ни треба волјата, континуираната волја на луѓето кои ќе ги носат одлуките во сите овие сектори. Имплементацијата, како што кажав, ќе трае. Нема да биде лесно ова да се сработи. Луѓето кои што ќе треба да ги сработат сите овие задачи по законот,
што ќе треба да бидат вработени, што се веќе вработени, што ќе треба да бидат дообучени и така натака, ќе треба да се купат некои системи, тоа трае. Она што е суштинско за сето ова да се случи бидејќи трае, како што кажа Мартина, независно од која политичка партија сте. Вие сакате струја, сакате вода, сакате да јадете, сакате здравство и сакате да платите со вашите пари. Тоа подразбира дека оваа дисциплина на имплементација на овој закон мора да трае со години и да не зависи од тоа кој е сега директор, кој е министер, кој е менаџер. Сите директори, министри, менаџери кои што се сега тука и кои ќе дојдат, ќе мора дисциплинирано да ја дадат сета своја директна поддршка како врв на компанијата за да почне и да продолжи да се применува ова. Без оваа суштинска сега веднаш дисциплина, ништо нема да направиме. По 2 години ќе седиме и ќе зборуваме зошто не е применет законот. И за крајот, какви се очекувањата во однос на заштитата во пракса, дали ни е потребно проширување во однос на заштита на поединецот? Очекувањата се токму овие, една доследна, а не селективна примена на законот, да бидеме осигурани дека институциите ќе се работат работата, навремено ќе реагираат на проблеми, ќе ги заштитуваат правата на граѓаните и ќе овозможуваат пристап до јавните услуги дури во кризни ситуации. Да, се согласувам дека ни треба посилна заштита и на поединецот, можеби не во рамките на овој закон, меѓутоа неопходно е да се прошири правната рамка, особено казано-правната заштита, со оглед на тоа дека и поединците се на удар, односно се почесто еве кај нас доаѓаат луѓе кои што на разен начин биле измамени, нивните фотографии или други лични податоци биле злоупотребени по пат на интернет. Се популарно е и вештачката интелигенција преку која што се создаваат лажни материјали со кои понатаму се вршат разни злоупотреби. Од тука проширување на правната рамка и во контекст на заштита на поединецот е неопходна. И би ја споменала секако и јавната свест и едукација. Министерството за дигитална трансформација веќе најавува некои јавни кампањи, во тек и формирање на национален центар за побезбеден интернет, кој што ќе се грижи токму за дигиталните права на најмладите. Тоа е се за поздравување, меѓутоа неопходно исто така и сајбербезбедноста се вклучи интегрирано во образованието од основно и средно образование преку едукација и на јавната администрација и се разбира формирање на нови специјализирани програми за сајбербезбедност и на универзитетите. Само на тој начин би имале еден навистина сеопфатен пристап кон ова прашање. Божидар, ќе се задржам на моментот едукација. Не знам колку пати сме имале гостување во утринската токму на тема едукација за најразлични облици на сајбер закани. Имате впечаток дека даваат ефект? Да. Добро. Не сме зборувале за ова. А нема одамна, ја сакам Кристина во поштенско сандаче. Немаме веќе тие колку малку се пошегував, меѓутоа колку повеќе зборувавме за тие, на пример, измами што беа порано актуелни, се сеќавам за тоа ни дојдовте дури 2 пати гостувавме и некако не само поради гостувањата тука, поради целото тоа што јавноста го зборуваше тогаш, имавме ефекти, се виде. Овие разговори се корисни, се додека ја држиме јавноста свесна, имаат корист. Затоа ќе зборуваме гласно. Ви благодариме многу за гостувањето во утринската програма и појаснувањето во однос на новиот закон. Благодарам. Дел од програмската понуда на вашиот јавен сервис и потоа на тема планинарење и планини.